Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Последна седница на Советот на општина Прилеп оваа година изгласан буџетот на општина Прилеп за 2025. Со подобар животен стандард и сигурност за вработените, компанијата Конфиангел креира компанија за иднината. По 11 пат во Прилеп изложени дела од малиот битолски Монмартр. Како треба да функционира прилепскиот спорт? Што му треба на победа, а на што се базира ракометниот клуб Прилеп? Времето денеска ветровито и студено со минимална температура -3 и максимална 4 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филиповска. Советот на општина Прилеп денеска го донесе буџетот за 2025 година. Новиот буџет на локалната самоуправа Прилеп тежи приближно 2 милиарди 135 милиони денари и споредбено со буџетот од минатата година бележи раст за 252 милиони денари. Градоначалникот на Прилеп Борче Јовчевски посочи дека предложениот буџет на општина Прилеп за 2025 година е развоен и е во интерес на граѓаните, креиран според барањата и потребите на граѓаните. За буџетот не гласаа советниците на коалицијата на СДСМ, кои сметаа дека овој буџет не е развоен, бидејќи во него нема ниту еден нов проект во интерес на граѓаните, ниту оние кои ги ветуваше градоначалникот во изборната програма. Коалицијата поднесе и 5 амандмани за пренамена на средствата во проекти и субвенции за услуги за граѓаните кои не беа прифатени од мнозинството. Буџетот главно ќе се троши за инфраструктурни зафати, изградба и реконструкција на улици, локални патишта, кружни текови, катна гаража, изградба и реконструкција на тротоари и пешачки патеки, за одржување на хоризонталната и вертикалната сигнализација, за подобра животна средина. Буџетот е наменет за изградба на фабрика за рециклирање на отпад, за изградба и одржување на паркови и зелени површини, за реконструкција и одржување на јавното осветлување, за изградба на модуларна катна гаража, за изградба на системи за водоснабдување, фекална и атмосферска канализација, за субвенционирање на граѓаните за набавка на клима уреди, велосипеди, поддршка на културни манифестации, спорт и физичка култура, како и буџетска поддршка за финансиска стабилност и ликвидност на јавните комунални предпријатија формирани од единиците за локална самоуправа. Бесплатен оброк за ученици од прво до трето одделение, стипендии за студенти, награди за талентирани ученици, воспитувачи, наставници, за финансиска поддршка на градската библиотека, за поддршка на основните и средните училишта, социјална заштита за деца и стари, за субвенционирање на јавниот градски превоз за пензионерите кои примаат минимална пензија. 20 години успешна компанија, 20 години професионален пристап и подобрување на животниот стандард на вработените. Генералниот менаџер на компанијата Ирена Јакимовска во програмата Радио што се гледа вели дека сите заедно во сите овие години на сплотеност и професионализам градат успешна компанија за во иднина. Оно што можем да го кажеме е дека човек без човека не би биле ништо. Нашата стварно суштинска вредност на креирање и на постоење на нашата мисија и визија на компанијата е дека креираме компанија што ќе постои и после нас, преку создавање подобар животен стандард и сигурност на нашите вработени. Оние кои што ствараат додатната вредност на компанијата, оние што се компанија, сме сите ние внатре како вработени, единка, секоја единка која е составен дел од тој екосистем што се вика Конфиангел и секоја единка треба да биде соодвестено вреднувана спрема процедурите и политиките на компанијата. Дискриминација не сме да има по никаков основ и конечно еве после 20 години процес на еволуирање, пошто знаете до вистинските луѓе кои што треба да ги седните на автобусот треба
treba време да дојдете. И вие не можете да би биле сите среќни доколку првиот би бил тој вистинскиот, полесен би бил животот, меѓутоа нема да се носиме, нема да можеме да ги искушиме сите искушенија кои што не носат, лошото не носи до доброто на некој начин секогаш е тоа. Конечно, после 20 години постоење можам да кажам дека покрај себе имам тим кој што го има истиот начин на размислување, истата емоционална интелигенција која што многу побитна во 21. век отколку другата интелигенција. По 11 пат во Прилеп се изложени делата од малиот битолски Монмартер. Станува збор за дела од најмалку 40 деца од различни држави од светот кои присуствувале во Битола и твореле низ овие 44 годишна традиција на малиот битолски Монмартер. Гледате дела од најмалцено 40 држави од светот, деца кои што дошле во Битола на мал битолски Монмартер, ни сите овие 44 години традиција и сликале на традиционалната тема која што се движи во рамките на староградска архитектура во Битола, Охрид, битолското село Буково, нешто Вевчани и Бигорскиот манастир. Особено чест ние што, не знам, иако сме така многу блиски градови, не сме го посетиле Прилеп со децата кои што доаѓаат на колонијата да сликаат, иако имате прилично богата и убава архитектура. Меѓутоа, минатата година беше посветена на 20 годишнината од добивањето на Свети Климентовата повелба на нашето основачко стакачено-тоновскава изложба баш во Прилеп. А оваа година веќе разговараме и најверојатно ќе разговараме со вашиот градоначалник еден од тие 8-7 колониски денови да биде посветен во Прилеп, бидејќи е многу убаво кога ќе видите деца од 30 држави од светот, едно 200 деца кои што творат, да ја посетат, имате многу убави архитектонски објекти и околу центарот на Битол, Прилеп, а особено вашата Прилепска стара чарша. Ракометниот клуб Прилеп и фудбалскиот клуб Победа се обележија на Прилеп. Како треба да функционира прилепскиот спорт? Имаме доста од нашите вработеничи видечина се дел од ракометарскиот клуб и најголемата причина зошто одлучив, јас и сопругот одлучивме да инвестираме во ракометот во Прилеп е тоа што директорот на компанијата и лидерите на компанијата, оние кои што го носат бремето на компанијата, оние кои што ја прават компанијата и кои што го прават планираното да е реализирано се ракометари. Допред директорот Филип Велески играше ланската сезона и беше еден од главните најборбени играчи кои што преку неговиот ентузијазам, не со финансиска голема поддршка, успеа, мислам, клубот да ја задржи својата позиција во првата лига. Сега има една убава вест, убава светла точка во тунелот. Јас лично разговарав со инвеститорот, кој што е во Америка. Неговата мајка е прилепчанка и можеби и тоа е иницијативата за потребата да врате нешто на општеството назад на Прилеп, меѓутоа оно што е повеќе е тоа што стои зад спортскиот директор кој што се вика Саше, кој што сака да креира правилен професионален клуб од Победа. Значи, во овој момент имаме на масата понуда инвеститор, кој што со изработен буџет, како треба професионално да изгледа еден фудбалски клуб, а не онака како ја импровизирано го водев. Временска прогноза. Времето денеска облачно со врнежи од дожд и снег. Минималната температура во Прилеп изнесуваше -3 степени Целзиусови, максималната 4. За утре метеоролозите најавуваат слично време на денешното. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Техничко водство Никола Димески, уредник Гордана Цветановска, продукција Радио Пела, декември 2024 година.